Самиот овој проект ни помогна да видиме уствари кои се проблеми ги има нашиот град и од тоа што го видовме забележавме дека еден добар дел од она што го имаат како проблем другите општини кај нас е среден. Например, немаме проблеми имаме добри училишта, имаме убави места и за рекреација, имаме за култура, за спорт, со тоа што дојдовме до заклучок преку панелите и преку работените во општина дека оствари ние немаме доволно возрастни луѓе кои што се мотивирани и кои што ќе треба да го сето тоа искористат во интерес на децата. Многу беше убава сликата преска овде кога ги видовме учениците. Меѓутоа бидејќи поголем дел, тоа не е поголем дел, добар дел сме возрастни треба често да си го поставуваме прашањето дали децата треба само да не се декор тука. Бидејќи во најголем дел од настаните тие се декор. Многу малку им се слуша нивниот глас и се надевам дека еден ден тие ќе бидат носители не само што ќе донесат идеја, туку и да ја спроведат истата таа идеја, затоа што ќе се повторам пак во деца да видите, јас работам 21 година веќе во средно образование. Ние не сме свесни колку се потенцијали на тие деца. Што се они можат. Беше многу убаво во неформален разговор со председател на Советот на општина Девер, во кој што вика: "Еј, човече, вика, не го познавам овој свет во кој што ти живееш и работиш со децата. Какви се, вика, проблеми имало таму, ама и колку се убави работи, вика, има." Викам, кога ќе дојдат твоите деца, бидејќи тоа е релативно млад, ќе видиш. Ќе ги почувствуваш и задоволството, меѓутоа и тежината што ја носи или што ја носи самиот период. Друго што би спомнал за Девар, да, имаше работи кои што беа посочени и по кои што има придвижување, имаме проблем со хигиена како најголем дел од градовите низ државата. Можеме да се гордееме со тоа што, например, еден потаток во Девар нема деца кои што просвета. Значи, доколку го дојде некој и го види тоа, да знаете дека тоа се деца кои што се носат од други градови таму и ги враќаат пак нас. Околу социјалниот дел, значи, е средено, спомнав пак образованието, фалат работи, тоа децата го потенцира што се им фали, посебно во денешно време, меѓутоа реков да не должам многу во целина, тоа проектот беше задоволство да се работи, споделување различни мислења, посебно во панелите дека работевме, ги слушавме децата, дадоа многу убави идеи, така што се надевам дека нема да запре тука и ќе продолжи вака во форма не на превенција, туку не знам како би дошло се за едно поубаво општество, каде што ќе имаме здрави, среќни и деца кои што треба да ја градат самата држава и на кои што ние ќе надеваме, ние ќе одиме нагоре со годините, они треба да ни помагаат и да ни го обяснат животот.